научник кој што работел во лабораторија со глувци, со мозочни клетки, изликува и вели дека деменцијата може да се превенира и дури нуди акроним, се вика SHIELD, со тоа што вели првата буква S е за sleep, значи спиење, 7 до 8 часа помага да се отстранат тие амилоидни плаки од мозокот. Втората, H или H, е handling stress. Како да се справиме со стресот? Многу едноставно звучи, меѓутоа препорачува техники на медитација, mindfulness. Секој веројатно треба да го најде својот начин како да се справува со стресот, но стресот не е ништо измислено, абстрактно, кое што само така го кажуваме, ова ми се случува од стрес. Тој стрес значи промена во мозокот на трансмитери, па поврзан е мозокот, не е за џабе така главен и толку битен орган, затоа што преку мозокот, преку наоска, хипоталамус, хипофиза се регулираат сите хормони, стрес хормоните. Што би се рекло, стресот за се е виновен. За се е виновен, меѓутоа треба да се справиме со стресот. Третата буква од акронимот е интеракција, дружење. И затоа оние долговечни луѓе кои доживуваат и над 100-та година никогаш не се осамени, никогаш не престануваат да работат, постојано имаат некоја активност со која што го исполнуваат денот и веројатно е потребно да припаѓаат кон одредена група затоа што тоа дава чувство на сигурност, задоволство, нешто што се плашам дека во нашата средина се повеќе се губи. Ние по менталитет сме дружелюбиви, меѓутоа темпото на живот и оцелувањето на младите, имаме сериозен brain drain кога сме се поврзано со мозокот, повозрастните остануваат сами без своите деца, без своите внучиња, а немаме начини кои што како општество им ги нудиме за дружење. На тоа. Да, убаво е да се најде начин како тие осамени луѓе затворени во домовите да се организираат и да си најдат дружба. Вчера зборував за Паркинсонова болест дека има клубови каде што учат аргентинско танго. И музиката, тоа е и опишано во книгата на Оливер Сакс, тој еден извонреден невролог кој пишува и белетристика, вели буквално може да предизвика движење, а тоа подобро пресликано кај лица кои што имаат Паркинсонова болест и се буквално замрзнати, не може да направат еден чекор. Кога ќе го слушнат ритамот на музиката, тој подиректен ефект на музиката дека делува на добросостојбата на мозокот нема, тие веднаш почнуваат да се движат и да танцуваат. Последната буква од оној SHIELD што ни остана е токму исхраната и препорача начин на исхрана, дајет, така, е медитеранскиот тип на исхрана,